На министерското место во образование и наука дојде како професионалец од фелата, професор кој ги знае сите предности и слабости на секторот. Бројни приоритети, многу работа и планови, како и нов закон, но и одредени пречки за нивно брзо остварување. Со министерката за образование и наука Весна Јаневска разговаравме за сево ова, но и за најактуелните случаи кои одекнаа во јавноста. Ја прашавме што беше на врвот на листата нејзини приоритети за работи кои мора да се променат во македонскиот образовен систем. Многу приоритети има, за жал, нели, тоа не е добра вест. Друго би било кога би биле помалку проблемите со кои што треба да се справуваме. Како професор во високото образование ги знаев проблемите во високото образование, но како председател на Комисијата за образование и наука на ВМРО ДПМН повеќе години се запознавав со проблемите во другите нивоа на образование и од лично искуство и од искуство во околината. Увидов дека навистина имаме многу сериозни проблеми во образовниот систем, кој де факто е еден од столбовите на општеството и доколку тој не се среди, ние никогаш не можеме да дојдеме до организирано, добро организирано општество кое ќе може да одговори на сите потреби на една држава. Така да поривот беше алтруистички, навистина, затоа што нашите млади луѓе и нашите деца и сите ние заслужуваме да имаме подобро општество, а тоа може да се направи само преку добар образовен систем. Една од првите мерки кои ги спроведе беше враќањето на историјата како посебен предмет, и тоа се соочи со бројни позитивни реакции. Ја прашавме зошто беше важно да се застане на патот на нечија идеја децата во Македонија да не ја учат македонската историја. Кои пориви била донесена, верувам дека и била најдобра, меѓутоа веднаш после примената на обединетите предмети стана јасно дека тоа во Македонија првично не е изводливо. Од повеќе причини, од тоа што немаме соодветен кадар, од реакциите кои ги имаше стручната фела, од реакциите на родителите, и се разбира, тука имаше и еден политички момент за кој претходната влада мораше сериозно да размисли пред да предложи интегрирање на предметите. Моментот го надминавме и она што навистина требаше да се направи за да им овозможиме на децата и наставниците подобро да се одвива образовниот процес, предметите мораше да се раздвојат и на мое големо задоволство гледам дека тоа најде на широко одобрување, што значи дека и наставниците ќе бидат помирни за да го спроведуваат поучувањето, децата полесно ќе учат, се разбира и родителите ќе бидат позадоволни, а задоволството на факторите вклучени во образовниот систем е важно за да може образовниот систем непречено да се одвива. Според сегашната програма, целодневната настава е до трето оделение, а потоа се продолжува со класична настава по неколку часови во денот. Ова наскоро ќе се промени и часовите кои децата ги минуваат пред телефон и на компјутер дома ќе се заменат во квалитетно поминато време и училишни активности. Предизвиците се бројни, но пречките ќе се надминат. Бројни анализи покажуваат дека нашите ученици до 15 години имаат 900 часа помалку во нивниот образовен процес и од тука и разликите во стекнатите знаења, вештини и компетенции на нашите ученици во однос на нивните врсници во Европската Унија. Евидентно е дека нашите деца, без оглед што знаат родители и наставници да кажат дека децата многу учат, малку учат. Значи, нашите деца сепак помалку учат, а времето поминато во училиште, подолгото време поминато во училиште, ќе овозможи тие на разни начини, не само преку обврзните наставни планови и програми, туку преку додатни програми организирани од училиштето и со помош на Бирото за развој на образование да стекнуваат различни знаења и дополнителни знаења кои де факто им недостасуваат.
Нормално дека тука има големи погодности прво за детето, да се ги заврши сите обврски што му се од училиштето во првата половина на денот, а потоа да биде слободно и со родителите да може да го помине денот. Има погодност за наставниците да работат во една смена, да не работат во две смени, некаде има и друга меѓусмена, трета. Има погодност за родителите, тие се сигурни дека децата им се наоѓаат на училиште, ем згрижени, ем стекнуваат знаење. Родителите ќе бидат слободни да одат на работа или да се завршат било какви обврски кои што ги имаат, а бенефитот најголем ќе биде во тоа што ќе имаме подобар квалитет на образованието. Се разбира, тука не оди се лесно, затоа што ние де факто имаме проблеми со инфраструктурата во училиштата, односно имаме големи училишта кои одат во две смени, за да имаме едносменска работа, без оглед дали од прво до пето, имаме до трето, сега ќе овозможиме до пето, таму каде што има услови. Значи, без оглед дали на тоа или дали се поголеми учениците од 6 до 9, сите треба да работат во една смена. Проблемите, како што кажав, произлегуваат од инфраструктурните можности. Поради тоа, ние правиме анализа, всушност правиме две паралелни анализи, една од МОН, една со помош на Светска банка, во која ќе утврдиме каде со најмалку средства можеме да оствариме услови за да се премине во една смена, тоа значи доградба на училници првенствено, за да може да се работи во една смена, а потоа и каде ќе треба да се доградат училишта или училишни крила, за исто така да почнеме да работиме во една смена. Природно е учениците да учат наутро, сите ние одиме наутро, наместо да одат попладне, а во меѓувреме слободното време да не го користат за стекнување знаења, туку за слободни активности, еве да не ги обвинуваме, но генерално да, поминуваат на телефони и компјутери и во разни игри. Природно е тоа така да го прават во првата смена, а после тоа, откако ќе завршат на училиште, ќе имаат време и за слободните активности, за дружење, социализација од различни типови, па и повеќе време да поминат со семејството, затоа што слушате разни експерти велат дека семејствата треба повеќе да поминуваат време со децата. Ова е процес кој ќе трае, значи таа доградба, изградба на училишта ќе трае, но ете и во лошото има добро. Генерално тоа е проблем во Скопје, додека и во неколку други поголеми градови, додека во најголем дел од внатрешноста веќе има простор, веќе има простор и само треба да се направи реорганизација, ако чекаме и новиот закон за основно образование, каде што се овозможува, значи до пето целодневна настава, штом ќе биде донесен, бирото ќе тргне во обука на наставниците за да ги обучи како да работат во целодневна настава и во една смена со слободните изборни и со обврзните изборни предмети, со воннаставните активности, со општествено корисна работа. И без оглед што е потребно време, ние ќе почнеме и се надеваме во еден разумен рок да го направиме тоа на целата територија на нашата земја. Владата постигна историски договор со наставниците и професорите во однос на покачувањето на нивните плати. Низ диалог и одсега заедно ќе ги решаваат проблемите. За министерката нема дилема. Наставниците заслужуваат да биде вреднуван нивниот труд и тоа ќе го добијат. Наставниците се клучен фактор во образовниот процес и тие треба да бидат мотивирани што подобро да ја работат својата работа. Од тука во периоди на инфлација разбирливо е дека тие очекуваат подобра нивна финансиска состојба. Со оглед на тоа каков буџет наследивме, навистина со многу напори успеавме оваа година да обезбедиме 5% покачување на платата. Но договорот кој го постигнавме со СОНГ е развоен договор, што значи ние на наставниците им гарантираме
секоја година покачување на платата и тоа следната година од 7 до 10% покачување, па следната повторно од 7 до 10, па последната година, да речеме во овој 4-годишен мандат, од 10 до 12,5% покачување, затоа што очекуваме и целата економска состојба на земјата да се подобрува. На крајот, значи после 4-та година, наставниците би требало да имат најмалку 46% покачување на платата, но не значи дека толку ќе добијат. Ако економската состојба се подобрува така како што ние предвидуваме, тие ќе добијат и поголемо покачување на платата. Значајно е, затоа што тие треба да бидат мирни и мотивирани, како што веќе еднаш кажав, а и ги чека тешка работа. Менуваме наставни планови и програми. Јас не би рекла дека тоа се длабоки и тешки реформи, но се промени, а од наставниците постојано бараме нешто ново да направат, доправат, да променат во својата работа. Од тука ќе има многу обуки и тие ќе вложат напор и затоа е честно да бидат и наградени за својата работа. 2 училишта влегоа во бојкот поради еден ученик со насилно поведение. Законот го знаеме, секое дете има право на образование, но како родители разбирливо е да не бираме средства кога целта ни е да си ги заштитиме децата. Министерката ни објасни како според неа треба да се реши овој проблем. Јас ги разбирам родителите кои стравуваат за собствените деца, но станува збор исто така за дете. Малолетно дете кое треба да се вклопи во средината, односно во општеството. Првенството треба да се испитаат причините зошто е такво однесувањето на детето, а за да се стори тоа и за да може понатаму да се делува, да се коригира однесувањето на детето, треба да се вклучат повеќе фактори од државниот систем. Првенствено училиштето со своите стручни служби би требало да може на некој начин да го реши проблемот, но соработката на родителите е од исклучително важно значење. Од тука, значи, и стручните служби на училиштето и родителите би требало примерно да влезат во решавање на проблемот. Доколку тука нема резултати, секако треба да се вклучи и социјалната служба, односно Министерството за социјални работи, млади и демографија, кој има сериозни законски обврски, односно Центарот за социјални работи, за да помогне во решавање на овој проблем. Очигледно е дека системот е малку тромав и се дозволи овој, ќе го наречам проблем, да ескалира премногу. Тоа е премногу. Во овој момент детето станува жртва на однесувањето на општеството. Бојкот во едно училиште, бојкот во друго училиште, неможност да се справиме со проблемот. МОН во еден момент се вклучи во решавање на проблемот и постапивме така како што треба и е предвидено да постапиме, но сега ќе мора малку повеќе да се вклучи Центарот за социјални работи за да дефинитивно го решиме овој проблем. Детето има право и на образование, но и на мирен, пристоен живот. Детето има право да му се реши проблемот. Тоа е дете и не може само да си го реши проблемот. Но затоа постои државата и организиран систем кој треба да го реши овој проблем. Од тука ќе се вклучат сите потребни институции кои ќе треба да го решаваат овој проблем. Сега малку позабрзано, ние исто така се ангажираме и ги повикуваме институциите позабрзано, поупорно и подлабоко да поработат на ова случување, за да првенствено му помогнеме на ова дете, кое и како сите други деца од 9 години. Ниту смееме, ниту имаме право, ниту морал, а имаме морална обврска да се грижиме за секој граѓанин на оваа земја.
Тоа дете ги има истите права како и сите други деца и ние сме должни да го решиме тој проблем. Јаневска остро реагираше кога во основното училиште 7 март во Челопек деца учествуваа во училишна приредба, облечени во униформи со амблеми на УЧК и парадираа со пушки во рацете. Наставниците тоа го дозволиле, а родителите им ракоплескаа. Тоа што МОН го презеде по овој немил настан, треба да биде поука, дека вакви работи повеќе не смеат да се случуваат, а законите во Македонија мора да се почитуваат. Значи, ова е наша заедничка земја. Оваа наша заедничка земја ние заеднички треба да ја градиме. Во оваа наша заедничка земја треба да создаваме милје на почит, на соживот, на мултикултурализам, на етички некакви базични норми за човекови права, за недискриминација, се она што води кон просперитет на една земја. Немам ништо против и апсолутно сметам дека секој е во право да си ги слави празниците. Но во училиштата не смее да има ниту политика, ниту ние смееме децата да ги учиме на агресивно однесување. Мали деца во контакт со оружје, без оглед што во овој случај тоа е пластично, сме имали слики на Фејсбук и на други медиуми дека некогаш мали деца се и со вистинско оружје во рацете, е еден неприфатлив начин на образование на децата кои утре треба да бидат носители на целата држава и на целото општество. Превземавме мерки за да покажеме дека сакаме да се спроведува сето ова што јас го кажувам, но и дека мора да се почитуваат законите донесени во собрание од релевантните политички партии. Направен е увид, ќе има прекршочна одговорност за една личност, другите кои се одговорни исто така ќе бидат повикани да се ги спроведат законските одредби. И мислам дека оваа тема тука треба да ја затвориме со додаток дека во тие училишта каде што има индиции дека е вмешана политиката и дека можеби има обид за некаква етничка нетрпеливост, би рекла, во тие училишта ќе се спроведе обука за трпеливост, недискриминација, мултиетничост, мултикултурализам, мултијазичност, што сметам дека ќе биде од корист за сите нас. Ви благодарам уште еднаш на одвоеното време. Ви благодарам и јас вам. Thank you.